Колега Џафери, една констатација. Министерот добро е што ме слушна, ама може би треба помалку да си разговарате, па да ме слушнате дека навистина поставив дополнително Вие прашање. поставите си прашање Добро е како некој што ме пропишува во слушна. деловникот, а дали ја ве слушам или не, Односно одговорот кој што го добив од овде. страна на министерот за информатичко општество, односно заменик министерот беше на минатите пратенички прашања, делумно сум задоволна од одговорот, бидејќи ја добив не целосната функционална анализа онака како што требаше да ја добиам, ама барем добив дел од функционалната анализа или според мене првите страни воведот од таа функционална анализа. Според мене ако правите функционална анализа треба да е целосен табеларен приказ на кој начин одредени сектори или оделенија во рамки на одредени институции би ги крателе или би спојувале или претпоставувам дека имате и интенца некои институции воопшто да не постојат, односно да направите спојување на некои институции и во вистинска функционална анализа која што треба да се изготви, претпоставувам дека имате таква, ама до мене е доставено само воведот од таа функционална анализа. Па така како дополнително прашање, колега Џафери, ќе замолам следниот пат да ја добиам целосната функционална анализа или табеларниот приказ кој што треба да има функционална анализа, пошто бидејќи функционална анализа со 3 страни не е функционална анализа, тоа е само некаква си појдовна основа за да се направи таа анализа. И по однос на оно што како одговор го добив во рамки на претходната документација, наведувате дека сте направиле истражување со UNDP. Доколку ова истражување е достапно на веб страната на Министерството за информатичко општество во ред, но доколку ова како информација не е прикачено на страната на Министерството за информатичко општество, тогаш би сакала овој вајда се заклучоци кои што ги имате по завршувањето на проектот со UNDP, да исто така да ги добиам. И како забелешка, на крај имате наведено дека пратениците од Собранието на Република Македонија ќе бидат навремено консултирани и информирани за овој процес, значи на целиот процес на реорганизација на државните и јавните институции. Но она што го имам како приметба, велите хаосот во системот кој беше создаден со деценија, особено со масовната политизација, последната деценија конечно започнуваме да го решаваме. Цврсто веруваме во овој процес кој ќе значи деполитизација и ослободување на заробената држава. Почитуван министар, само да ве потсетам дека во последниот извештај за напредокот кој што го добивме од страна на Европската комисија, токму вели дека Социјалдемократскиот сојуз врши партизација на државата, врши партизација на многу институции и во многу институции наместо квалитетни кадри ги имате во самиот извештај наведено точно и со име и презиме кои директори се поставени на функција како неспособен кадар, но се ставени како политички определени лица. Само да довршам реченицата. Значи ве молам кога бирате зборови, кога одговарате на пратеничко прашање, помислете дека вие во исто време го правите полошо него што можеби ние сме го правеле во минатото. Но сега е ред на вас вие да бидете подобри. Благодарам.